сакаш да останеш. Почна да забележува дека луѓето звучат погласно, не вика, ниту зборува побрзо. Само има премногу гласни мисли. Сега суетен потегни џарите за време на пауза. Тој зборуваше за нешто неважно. Распоред, пари, проблеми. Го слуша. Навистина го слуша. Но паралелно со тоа, у мене се појави една дивка мисла. Зашто си толку напунат? Не, ја кажам гласно. Само кивнав со главата. И сватив дека повеќе не чувствувам потреба да се објаснувам. Изгледаш подобро, иначе некој следна памече. Порано беше некако отсутен. Сакам да се насмеам, затоа што сега за прв пат наистина бев присутен. Само што тие не можеа да го видат тоа. Почнав да поминувам повеќе време во соба 412. Не затоа што гласот ме повикуваше. Понекогаш тој воопшто не зборуваше. Само седев напред. Часовникот отчекуваше и мислите седеа сами, без никакво триење. Еднаш, додека седев таму, некој тропна на вратата. Се стресив, но не од страх, туку од изненадување. Тоа чувство го немав почувствувано одамна. Се е во ред, праша гласот надвор. Ја отвори вратата. Коледа задржи. Те паравме, милече. Толку време те немаш. Погледнав за себе. Собата беше иста. Празна и мирна. Бев тука, му реков. И тоа беше вистина. Кога си замина, гласот зборуваше повторно. Не им замерувај, рече. Тие се навигнати на брега. Не беше објаснување тоа. Не беше оправдување тоа. Туку беше објаснување. Почнав да се влежувам нешто друго. Кога не бев во собата, мислите ми беа погласни. Не полоши. Само неуредни. Како радио што не може да најде фреквенција. А во соба 413 се беше на свое место. Една вечер, додека седев таму, се фатих себе си како размисливам. Зашто и замина? Не како прашање, туку како факт, што чека некој да го признае. Не мораш да им докажуваш ништо, ми рече гласот. Тие не живеат вака. Погледнав во исти момент во часовникот. Времето минуваше. Нормално. Секогаш тоа го проверував како да барам дослова. Почнав да ја правам собата прво во себе. Кога некој ќе кажеше дека местото е чудно, јас ќе си помислев. Не си бил доволно долго. Кога ќе праша зашто сум толку дивок, јас ќе си речев. Некои луѓе не можат без пучала. И нешто во мене се стегаше. Кога ќе помислев дека можеби ќе затворат. Една ноќ гласот не беше присутен. Целиот престој во собата, тишина. И тоа беше совршено. Кога станав да си одам, почнав да се двоумам. Не затоа што бев задржан, туку затоа што нема
причина да силодам. Не е дека да држам тука, рече гласот конечно. Само си еден од ретките што забележа дека светот надвор не нуди ништо ново. Сакав да се спротивставам, но се обидов и не најдов аргумент. Излегов од собата таа ноќ. Некако излегов. Јас секогаш сум излегувал. Но додека ја затворав вратата, во мене се појави јасна, смирена мисла. Утре ќе дојдам порано. Не како потреба, туку како план. И додека одев по ходникот, сватив нешто што не ме исплаши, само ме направи повеќе внимателен. Собата